Денеска православната црква ги празнува светите апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен и светиот маченик Јулијан. Светите апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. Овие четворица биле од бројот на 7 ѓакони и 70 апостоли. Останатите тројца ѓакони биле Стефан, Филип и Никола. Стефан, првомаченикот, се празнува одделно на 27 декември, а Филип на 11 октомври. Никола не влегол во редот на светителите поради својата ерес. А оние, првите четворица, немаат посебни денови на празнување. Туку сите се споменуваат во овој ден, на 28 јули. Прохор бил ракоположен од апостол Петар за епископ Никомидиски. Некое време бил на служба кај светиот Јован, евангелист, и на островот Патмос ги запишал откровенијата, што ги слушнал од устата на светиот Јован. Потоа се вратил во Никомидија, каде што вложил голем труд за обраќање на народот во верата. Завршил маченички во Антиохија, каде што бил убиен од неверните. Свети Никанор пострадал во Ерусалим истиот ден кога и светиот Стефан, архиѓаконот, а наскоро по нив и 2000 други христијани, кои ги убиле злобните евреи. Тимон бил епископ во Арабија и пострадал за Христа на крст. Пармен умрел пред очи на апостолите и од нив бил и погребан. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Господи,
светиот маченик Јулијан. Во времето на царот Антонин, светиот Јулијан преминал од Далмација во кампанија италијанска. Бил младо и убаво момче, со душата целиот предаден на Господа. На патот ги сретнал царските војници, кои оделе да фаќаат христијани. Мир на вас, браќа, ги ословил Јулијан. По таквиот поздрав и по кроткоста на лицето од момчето, војниците заклучиле дека тој е христијанин. На нивното прашање, Јулијан им одговорил: христијанин сум, родум од Далмација. Уште Јулијан отворено им признал дека патува со цел да ги обраќа идолопоклониците кон единиот жив Бог. Војниците бездушно го тепале и најпосле го фрлиле во некој канал, каде што 7 дена поминал без никаква земна храна. Но му се јавил ангел Божји, кој му давал небесна храна. Бил изведен на суд, но Јулијан останал цврст како дијамант во верата. Видувајќи ја неговата храброст и непоколебливоста во верата, 30 луѓе се обратиле кон Христа Господа. Осуден на смрт, светиот Јулијан клекнал и воздигнал молитва кон Бога, благодарејќи му на Бога за својот маченички подвиг и молејќи го да се смилува над сите оние кои ќе го почитуваат неговиот спомен. Бил убиен со секира и го предал духот на Бога. Достойно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Tebe